За родителството велат дека можеби е најтешката професија која што трае целиот живот. Од раѓањето на детето се до и понатаму во време на неговото учење, од одењето, зборувањето, образованието, етичките, моралните вредности, сето тоа треба да се научи од домот, па понатаму и од училиштата. Но како да им се помогна на родителите на правиот пат да ги воспитуваат своите деца, токму на оваа тема ќе зборувам со мојата денешна соговорничка. Тоа е автор госпоѓа Ана Салтирова Давидовски, коуч, социолог, педагог, психолог, сите професии во едно, клуб за родители. Тоа е една платформа каде што родителите или идните родители, тетките, бабите, дедовците, сите кои што се вклучени во образованието на децата, ќе можат да им помогнат правилно да излезат во ова време, невреме, како вистински добри личности. Ана, добро утро до тебе. Добро утро, благодарам Бисера на поканата. Драго ми е повторно да се дружам со Канал 5. Многу убаво го кажа ова. Инаку јас по професија сум социјален работник, кој што сакаше да биде психолог, но некако во друга насока ме тргна патот, па помина во контекстот на НЛП едукацијата, каде што завршив се што имаше по тоа прашање, станав тренер, станав коуч, за жал немаме македонски збор. Човек кој ги поддржува промените и им е поддршка на патот на луѓето што сакаат да направат промена, и сето тоа беше во светот на големите. И оно што го сватив и го видов е дека некои работи со кои што јас ги поддржувам и ги учам големите, кои што by the way јас ги научив како голема, и се прашував зошто ова не го знаев порано, зошто ова не го знаев порано, зошто ова не се учи во училиште, зошто ова никој не ми кажа. Сватив дека можеме ние родителите да го направиме истото за нашите деца, и потоа станав мајка, добив 2 деца. И гледам колку знаењето што го симнувам кон нив им е поддршка. При тоа не го прави родителувањето воопшто лесно, да не се разбереме. Напротив, дури некогаш знае да биде и попредизвикувачки, зашто мене ми е целта да воспитам деца кои што ќе бидат самостојни во светот на големите и кои што ќе ги препрашуваат работите, кои што ќе имаат критично размислување, што значи дека денеска син ми, ќерка ми критички размислуваат за моите ставови, моите размислувања, и тоа никогаш знае да биде во наводници да го ставиме тешко. Но според мене се учи уште една вештина, а тоа е преговарање, што е исто многу клучно во светот на големите. Така да од таа гледна точка го формирав клубот за родители, кој што има за цел, и тоа многу ми се свигаше, значи родителството не е само улога на родителите. Тука имаме многу повеќе луѓе што се вклучуваат во тој процес, дали се тоа баби, дали се тоа тетки, дали се тоа наставници, професори, комши. Времето во кое што јас раснав беше време во кое што во моето родителување, тоест во моето воспитување беа вклучени активни комшиите. Комшијата имаше право да ме искара кога ќе видеше дека нешто правам што не треба, што сега не е случај. И реално ни е оставено на нас родителите најмногу да се грижиме и не е ни чудо што ни паѓа тешко. Па така се формираше клубот, како што спомна, тоа е платформа која што има 4 сегменти. Секој прв понеделник се собираме и јас поделувам на Zoom, тоа е онлайн средба. Зошто е онлайн? Затоа што ценам дека не треба се да се случува во Скопје. И во другите градови има родители кои што имаат потреба од поддршка, затоа го направив како онлайн катча. Од друга страна, па на родителите 24/7 ни е денот, сите имаме многу работи и не е дека многу од нас не знаеме што треба, него едноставно не се стига. Нема време. И затоа ни треба место каде што ќе можеме да бидеме поддршки, да добиеме стегнато, стиснато знаење. Јас конкретно работам од НЛП методологијата, тоа е наука која што ја проучува успешноста и е во контекст на како да ги подготвиме децата за светот на големите. Тоест, ако денеска си играат и се забавуваат, како кога ќе пораснат да продолжат да си играат и да се забавуваат во светот на големите. Значи не таргетирам теми кои што се за психолози. Тука си има колеги психолози кои што феноменално си ја работат работата, и тоа е нешто кое што секој треба да си го работи оно за кое што е едуциран и за кое што знае што прави. Мојата цел е да ги поддржам родителите да ги стегнат сопствените деца со вештини за светот на големите. Зошто? Времето кое што доаѓа, ние воопшто не знаеме како ќе изгледа. Така да прашањето е дали јас како родител сум спремна за тоа време, па можеме заедно со нашите деца да растеме. Нас не спрема родители за време кое што не знае како ќе изгледа. Не ни знаеа дека не знаат како ќе изгледа, дека поинаку беа поставени работите. Ние денеска знаеме дека е многу динамично, знаеме дека многу брзо се минува, и јас критички настапувам на оние знаења што сум ги добила и што биле функционални кога јас сум растела, дали би сакала моите деца да ги добијат.
Така да секој прв понеделник споделуваме на Zoom средба, се наоѓаме во живо, споделуваме по некоја техника, значи тоа едночасовна средба не е нешто што би оптоварило многу, како да ја ставиме во служба во нашиот родителски процес. При тоа се знаења кои што се многу апликативни во било кој контекст од нашиот живот. Така да тие знаења може да се стават во секоја служба, не е конкретно тука ги збориме во контекст на родителство. Ако некој не може, истите се поставуваат како снимка на платформата, па може да си ги гледа човек во свое време. Така јас, например, кога пеглам, строго пеглам со подкасти или со някои емисии, или додека средувам нешто по дома, или додека мијам садови, така да и во тоа време може да влеземе. Секој втори вторник споделуваме мал чекор што сме го направиле, зашто никогаш премногу чекаме да ни се отвори време, да имаме не знам какви услови. Целта е ај малку по малку.